Повеќенаменско спортско игралиште добима вропското село Ничифорово. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска во присуство на директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски и градоначалникот на општина Маврово Ростуше Мукрем Мехмети свечено го предадоа во употреба овој спортски објект. Објектот ќе ги задоволува потребите и вкусовите на сите негови потенцијални корисници, и на децата, и на младите, и на рекреативците, но и на сите оние кои имаат поголеми амбиции во спортот. Оние кои можеби спортот ќе го видат како своја животна определба. Вредноста на ова повеќенаменско спортско игралиште, јас би рекла дека е многу поголема од оние околу 7 милиони денари што се инвестирани во неговата изградба. Имајќи во предвид дека игралиштето се наоѓа во средина и амбиент што навистина е пребогат со природни убавини и важи за еден од најубавите региони во Република Македонија, јас верувам дека ова игралиште ќе биде едно од оние кои поинтензивно се користат. Досега во рамките на проектот изградба на 100 повеќенаменски игралишта предадовме во употреба 25 повеќенаменски спортски игралишта. Ова во Никифорово што денес го отвараме е 26-тото на листата. Исто така сакам да споделам со вас дека целосно се завршени уште дополнителни 23 игралишта, што се подготвени за примопредавање или се во завршна фаза во подготовка за примопредавање и нивно започнување со користење. Агенцијата за млади и спорт инвестираше 7 милиони денари за повеќенаменското спортско игралиште, кој е изградено според европските стандарди. Спортот има моќ да ги обединува луѓето, да го гради принципот на почит кон противникот и фер играта, принципи кои што особено денеска им се битни на сите чинители во нашето општество. Покрај тоа спортот има моќ да ги учи младите луѓе дека нема кус пат до успехот. Бидејќи за да се постигне успех на било кое поле, потребно е многу волја, трпение, работа и многу труд. Меѓутоа, за да се биде успешен како во спортот, така и на другите полиња, недвосмислено мора да се инвестира во условите за тренинг и развој, и токму тоа го прави владата на Република Македонија во изминатите неколку години. На јавноста добро познати се капиталните инфраструктурни објекти во делот на спортската инфраструктура за изградба на 35 спортски сали преку Агенцијата за млади и спорт и проектот за изградба на 145 училишни спортски сали преку Министерството за образование и наука, проектот за изградба на 50 фудбалски игралишта, 100 повеќенаменски малски игралишта и 120 тениски терени, од кои што придобивки видоа многу општини. Придобивки види општината Маврово Ростуше, бидејќи досега преку Агенцијата за млади и спорт се изгради спортската сала Македонија во селото Маврово. Ова е првото повеќенаменско спортско игралиште кое што на моје огромно задоволство денеска го пуштаме во употреба, а веќе во следниот период ќе го изградиме и тенискиот терен исто така во оваа општина. Пред известно време ничифорчани загубиле свој соселанец, како што раскажуваат Светислав Наумовски Цекан, бил човек кој секогаш бил со своите соселани и во добро и во зло, и исполнувал со радост и ниту една селска слава, свадба или крштевка не започнувала без негово присуство. Затоа до локалната самоуправа е побарано ова повеќенаменско игралиште да го носи името на Цекан. Ова игралиште ќе биде гордост на сите возрасти, особено по младите генерации кои сега ќе имаат пристојни услови за работа, а ќе можат да спортуваат и да го развиваат својот талент токму на територијата на нашата општина, поблиску до своите домови. Нека ова игралиште биде место каде ќе се направат првите чекори на некој иден репрезентативец на Република Македонија. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска денес ја посети и полициската станица во Мавров Јанови, каде се запозна со работата на полициските службеници.